Дали ќе има техничка реконструкција на владата по заменувањето на вице-премиерот Изет Меджити за градоначалник или можно е да има поширок министерски зафат, засега точно не се прецизира. Премиерот Христијан Мицкоски, кој оваа реконструкција ја најави уште пред кампањата на локалните избори, рече дека се уште е рано за такво нешто. За шпекулациите дека Бреди ќе добие уште едно министерство по одлуката Беким Сали да го преземе само вице-премиерското место, а друг ќе го преземе министерското, според Мицкоски не значи дека ќе добие министерство повеќе. Тоа не значи дека ќе има ресор повеќе. Тоа си е одлука на нашиот коалиционен партнер. Јас имам високо мислење за Беким Сали. Апсолутно, тука не треба да имаме никаква дилема. Но тоа не значи дека ќе има место повеќе во владениот кабинет. Реконструкција на влада не се прави само за да се реконструира влада. И да кажеме, еве реконструиравме влада. Пред било кој потек да се повлече, треба добро да се размисли дали тоа ново кадровско решение кое што би дошло ќе биде подобро од претходно. Во јавноста веќе се вртат шпекулации дека со реконструкцијата ќе биде опфатена и министерката за образование Весна Јаневска, како и министерот за правда Игор Филков, кој е од редовите на знам. Ве молам, немојте да верувате на шпекулации. Прво е некоректно да зборуваме за шпекулации. Се уште не сум воопшто седнал да размислувам на таа тема. Очекувам за испразнетите места да добијам во најскоро време имиња, да видиме дали тие имиња апсолутно се во рамките на тие кои што очекувам да бидат и тие имиња да ги пополнат испразнетите места во владата и во институциите. За сега се уште конкретно нема точни информации кога ќе се случи реконструкцијата, но како што посочи Мицкоски, тоа ќе биде по конгресот на партијата, што треба да се одржи на 6 декември во Кавадарци, на кој исто така ќе бидат направени партиски промени.